Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте. Уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски и вечерва ја започнуваме емисијата на начин како што веќе ви најавив на мојот Facebook профил. Имено, драги мои, беше промовиран новиот iPhone во светски рамки. Мислам дека првиот се продаде во Австралија, во специјализираните продавници на Apple, вчера првиот iPhone се продаде и во Скопје, пристигна во Скопје, но јас не стигнав да се испофалам со него. Благодарејќи на нашите пријатели од мобилара Mobilix, денеска специјално само за вас, ќе имаме можност да го видиме во живо ова чудо од техника. Нема да го пуштам, нема да го отварам, ова не е unboxing терапија, ова е во суштина хардверот само, да го видиме. За unboxing терапи, за анализи потребно е повеќе денови, треба да го имаш во посет, бидејќи iPhone-от е малку специфичен, што веднаш го отвориш, тој веќе се регистрира и едноставно не можеш да го вратиш на нов корисник и така натаму, му истекува гаранцијата. Така што, бидејќи немаме на располагање за можеби најскапиот телефон на денешницата и најнапредната технологија, ми представува особена чест и задоволство вечерва во емисија, први во Македонија премиерно да ви го покажеме и првиот и најдобар модел од новата 11. Излегува 3 модела, ова чудо на техника кое го имам и кое вреди добар половен автомобил, ако не и понов, е iPhone Max 11 со трите камери. Така, ќе имаме повеќе кадри да го погледнеме. Ја се уште не сум го отворил, не сум го допрел, чисто ме интересира, нити многу нешто се разбирам, но убаво е да се види што све содржи и каков е хардверот. Не сум од оние неписмени кои не се разбираат во добра технологија, не сум јас човек кој... Вау. Значи... Океј. Можеме со горна камера малку да го погледнеме, ќе одиме со поширок кадар. Се работи за навистина вака првиот впечаток. Метална рамка, телово како е нешто помеѓу стакло и метал, не ме фаќајте за збор, тоа е првиот допир, со трите камери кои убаво одскокнуваат малку како 3D, трите камери, сензорот, сите оние работи кои се специфични. Се работи за најдобриот модел на iPhone воопшто произведен, токму овој модел кој го имаме. Како што ќе забележите, целиот е стакло. Ајде, Срđан, да го видиме вака. Јас сум црно на црна позадина, па и нема баш убаво да се види. Значи, нема на екранот full body ratio е. Мислам дека стварно делува како толку цврсто и стабилно. Мислам дека ова е можеби најквалитетното што Apple го имаат направено. Бојава е прекрасна, некоја нијансирана, сивкасто, бела и така натаму, со убава глазура на знакот. Делува импресивно. Морам да кажам дека тежок е. Се чувствува, има огромна батерија. Ние што се однесува до другите работи, должни сме да ги видиме и да ги погледнеме. Ова е кутијата за слушалките и секако... Не, ова е чарџерот, се извинувам. Мислев дека доаѓаат безжичани, но сепак се работи за жичани слушалки. Ова е кабелот за полнење. Мислам дека и ова е првиот телефон кој може без
bežičano da se polni. Sigurno ki ima dodatoci so него. Не видов дали има и маска со него, како што сега новиве модели тоа го прават. Овој нема маска, Max Pro 11. Добро. Океј, да видам овдека. Не, ова се дополнителни налепници, објаснувања, за ставање на SIM картата, стандардно од страна. Така, едно има, две, три, има повеќе копчиња. Има уште едно копче кое навистина не знам. Значи, не сум го користел. Ова е само хардверот, да ви го покажам, драги мои. Прекрасно делува. Бимбери Ќатварсан, машала, со здравје да се служите, сите вие што ќе го набавите. Прекрасно парче технологија. Ја и се мајтапам понекогаш со, нели, премногу религиски, но да не се шегуваме, ова е стварно нешто најдобро од најдобрите во светот. Заедно со Note 10, ова е врвна технологија и ова можете слободно да го користите веќе и како, да кажам, како сериозна PC машина, затоа што низината процесорска моќ е исклучителна. Цената е негдека околу 1300 евра, овде кај нас. Специјално таа цена и единствено можете да ја добиете во Mobilex. Да го чекаме секој момент да се врати, малку да средам, се обидувам многу, бидејќи ова не е модел за покажување, ова некој ќе го купи. Ги измив рацете, бев многу внимателен, така што ништо нема да се расипе од она фантастично чувство на нов апарат кој го добивате. Но пакувањето ќе го правам, бидејќи идеме сега професионалци кои го користеле малку подолго време и кои малку повеќе знаат. Идеме со отпакување на iPhone 11, може би и друг модел, но типот добро го познаваат оние што следат, еден од најдобрите за во овој бизнис. Hey, what's up guys, MKBHD here. Welcome to the unboxing of the iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max, all in their new green colors. So by the time you see this video, I will have been using the iPhone 11s for a couple days, not quite long enough to give it my full review, but pretty close. So that's in the works and coming soon, but in the meantime, this is your first look at what comes in the box, which is actually different this time, and a sort of a second impressions at the phone itself. So first of all, the boxes. They are going back to different colored boxes again, which I dig. So iPhone 11s will have white boxes, and iPhone 11 Pros will have matte black boxes. Last time we got this was, I believe, iPhone 8 and 8 Plus. But both will have the colored logos and the colored text. So inside the box, again, classic phone up top. And interestingly, the phone only has that peel-off plastic on the front and not the back this time. I kind of thought this was maybe only because it's the matte phone, but even on the glossy iPhone 11, it has the plastic on just the front. Okay, so underneath the phones, they all come with that little packet with two white stickers in it again. No fancy colored stickers, just the white Apple stickers. And then there's the Lightning earphones again. So nothing special, no AirPods included in the box or anything wild for the price, just the Lightning earpods. And then beside that, finally, here's what's new. There's an included 18-watt USB Type-C fast charging brick in the box, and then a USB Type-C to Lightning cable. So this is the new default iPhone charging solution, the brick and the cable that you'll start to see everywhere. Why not just go USB Type-C all the way to the phone? I don't know, could just be a Lightning licensing thing, kind of stubborn, but there you have it. The iPhone 11, however, the non-Pro, still comes with the garbage, barely functional 5-watt USB-A to Lightning charger in that box. Disappointing, even if the phone is $700 bucks. But anyway, there you have it. That's the unboxing of the Midnight Green iPhone 11 Pro and all its matte finish glory.
the iPhone 11 Pro Max and its noticeably heavier self, and the glossy iPhone 11 looking very familiar. Green is a new color for all these new phones, and for some reason, maybe I'm just not seeing it, but everyone seems to love the greens. And so, you know, taking a closer look at it here in person in the studio, it's solid. I definitely don't hate it, but I'd still personally go for the space gray. But now that we have the greens here, let's take a closer look at this color, and for those of you still debating if you want to get this color or not, you'll see it. So with the midnight green of the iPhone 11 Pro, I'd say it's slightly different from the green you see on the box. So the box kind of makes it look a little bit lighter, but it is in fact a bit more muted. In fact, if you put it on this color chart, you'd sort of expect it to be closest to this sort of military green, but as soon as you drop them next to each other, it's not. Matter of fact, it's actually closer to gray than green. Like, it really is very subtle. And you do notice, even when it's not next to another green surface, that it is not quite gray. It's just a little bit off of gray. Sometimes white is off-white. This is like an off-gray version of that. It's somewhat close to the olive green of the MKBHD merch tag tee I'm wearing, with just a slight tint, but overall it definitely falls on the spectrum of like this classic camo green or military green sort of colors. The colorway of these shoes is called Shadow Camo, so if you happen to own them, here's a little comparison on how they look next to each other. Not too far off. I don't know, maybe I'm just not a green person. I saw some mock-ups on Twitter of like a light blue iPhone Pro. That would have been kind of sick. Or even a matte product red iPhone Pro. That I would have loved. You know, Apple, if you're listening, if you want to do a 6-month color refresh of the iPhone, please do a red. Please. Honestly, the closest match I have in the studio, which actually kind of blew my mind, even closer than the actual box, is this ottoman footrest thing. It's basically the exact same color as the iPhone. Like, it's precisely the same color. So there you have it, the more you know. And then there is the iPhone 11, our much more familiar looking phone. So there's 6 new colors for the iPhone 11. This is one of them. And it's definitely more of like a seafoam green, or even like a minty green. Matter of fact, let's look up what Apple actually calls it. Let's see here, apple.com, go to iPhone, go to pre-orders, and then colors. Green. They just call it green. So that's a pretty basic name, but I guess we'll compare it to other blue-green types of things in the area, the aqua colors. This phone color, along with the new purple and yellow iPhones, have way less everyday objects that are close to it in terms of color, but I'd say that they're more like pastel-y in color, similar to the corner of this color chart. A lot of people noticed the Apple logo color on the badges at the event this year were aqua green colored, and that's a little darker than the phone, as you can see, but I would have been really happy with the darker aqua as the iPhone color. I actually think it's a throwback to when Apple had that color in its logo, and when they also had that old classic iMac with that back color, the clear plastic, having that aqua green. Here are Да. Малку околу боите, бидејќи очигледно дека се потрудиле да направат оригинални нијанси, и ова ние ја нарекуваме така наречена тиркизна, асоцира малце на 50-тите години, на златното доба на Америка поствоена. Така што сигурно дека ќе биде, нели, кога даваш толку пари, значајно ти се вакви ситници како што е ова. Што можеме друго да кажеме за новиот iPhone? Значи, Apple iPhone 11 Pro Max, овој што ви го прикажавме овде во емисија, веќе е објавен секаде во светот. Одиме со телото, значи да боди димензиите на апаратот е 158 на 77,8 на 8,1 милиметри. Тежи 226 грама, ама делува уште потешко. Направено е, значи, од стакло и од напред и од позади, со челична рамка, таа што ви ја покажавме. Користи една SIM карта, IP68 Dust Water Resistant 4 метри до 30 минути, значи ако ви падне негде во плитко, да не се секирате. Што се однесува до екранот,
представува Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen 16 милиони бои. Што ова значи? Ако нешто ви значи, во овој момент, овој екран на iPhone е најдобриот и најквалитетниот што постои. Не само како издржливост, квалитет и како изработка, туку и по резолуција. Се 6,5 инчи или 102,9 сантиметри квадратни со 83,7% screen to body ratio со резолуција 1242 на 2688, што би се рекло 4K гледање во врвен квалитет. Значи има заштита од гребење со oleophobic coating, 800 nits, Dolby Vision, HDR10, White Color Gamut, True Tone, 120 Hz Touch Sensing. Се во овој дел го прави најквалитетниот телефон во моментов заради квалитетот на самиот дисплеј. Платформата е iOS 13, користи Apple A13 Bionic, 7 нанометарски, мислам дека е ова врвот во процесори, нели идење милиони процесори на 7 нанометарски, колку ги следам. Hexa Core, 2 пати по 2,65 ГГц, Lightning 4 пати по 1,8 ГГц Thunder, GPU користи Apple 4 јадрен за графика. Меморија нема дополнителна надворешна, интерно користи 64 ГБ со 4 ГБ RAM, 256 ГБ исто така и 512 ГБ, но телефонот си останува со 4 ГБ RAM. Како и да е, нели имате телефони повеќе Android кои користат многу повеќе RAM, но оптимизацијата за софтверот на iPhone-ите е навистина во самиот врв, така што тоа разликата помеѓу 4 и 8 дури не се чувствува, се надополнува со исклучително брзиот процесор и со исклучително високо оптимизираните алгоритми на софтверот и оперативниот систем. Селфи камерата е 12 мегапиксели, што значи ќе гледаме прекрасни фотографии на Instagram. Има 3D камера, знаеш, го знаете тоа, веќе го покажа десетката за Face Recognition. Видео снима во 4K на 24, 30 и на 60 фрейма. 4K на 60 фрейма, значи камерата треба да биде нешто неверојатно. Секако за ултра брзи снимки имате Full HD 1080p до 120 фрейма во секунда и со жироскопско стабилизирање исто така. Главната камера се 3 12 мегапикселни камери, од која првата со фокусна должина од 1,8 26 милиметарски широка, втората е со фокусна должина 2,052 милиметри телефото, значи за зумирање, и ултравајд или така наречено фиша или како би се нарекло 12 мегапиксели со фокусна должина 2,4 13 милиметарска. И сите овие три се можете да ги користите, што се вика истовремено зависно од софтверот, и да правите фантастични фотографии. Сите вие што ќе го купите, bin bereket varsanız aşk olsun maşallah и убави фотографии да праќате. Нема джек за слушалки, значи ќе користите преку полначот со специјален адаптер или најверојатно веќе трендот ин со така наречени Bluetooth слушалки кои се врв. Затоа Bluetooth 5.0 A2DPLE е најновото во Bluetooth и овозможува врвен квалитет на трансферна музика. GPS, така натаму, сензори, Face ID, акцелерометар, жироскоп, близина, компас, барометар и Siri Natural Language Commands and Dictation.
Батеријата е 3000, значи скоро 4000 мАч. Со брзо полнење 18 волти за 30 минути до 50%, од 0 до 50%, USB Power Delivery 2.0, Q Wireless Charging, значи како што ви кажам, QE, а Apple почнува и со безжичено полнење на телефонот. Можете да разговарате 20 часови со него, музика слушање 80 часови и така натаму. Боите, моделите и така. Цената околу 1250 евра, мислам дека е кај нас 1300 евра, со врвен, така наречен, премиум сервис, што значи до крај на животот да не ви е гајле. Што и да му се случи, резервни делови, а тоа знаете во Mobilix. Ете, тоа е тоа, драги мои. Ми беше чест и задоволство да го отпакувам, да го прикажам и да им честитам на сите што ќе го имаат ова врвно парче од технологија. Одиме со пауза.